Шокантно сведочење на рочиштето за случајот Рекет. Куќната помошничка на Бојан Јовановски првоосомничен во Рекет ги потврди сомнежите за негова блиска поврзаност со високи функционери на СДСМ. Во домот на Боки 13 во елитната населба во Злокуќани биле и министерката за одбрана Радмила Шекеринска, пратеникот од СДСМ Александар Кирацовски, градоначалникот на Карпош Стефан Богоев и министерот за здравство Венко Филипче. Помошничката Драгана Колевска во судницата тврдеше оти лично видела дека овие функционери биле нагости кај Јовановски. Во домот на Бојан Јовановски дојдоа Радмила Шекеринска и Катица Јанева. Посетата беше куса и тие брзо си заминаа. Кај него дома сум ги видела и Кирацовски и Стефан Богоев. Во друга прилика беа дојдени и Орце Камчев заедно со Зоран Милевски Кичеец и уште едно лице. Прашана дали лицето кое во домот на Јовановски дошло заедно со Камчев и Кичеец бил министерот за здравство Венко Филипче, таа потврдно климна со главата. Колевска рече дека пред неа Бојан со гостите никогаш не зборувал за приватни работи, ниту пак видела било каква размена на пари. А министерката Шекеринска уште во август беше прашана за нејзината евентуална инволвираност во Рекет. Изрично не демантираше, но индиректно порача оти сите индикатори не значеле дека и таа е вмешана. За текстовите тогаш објавувани на порталот Плюс Инфо, рече оти тоа биле инсинуации кои ниеден паметен и разумен човек не би ги правел. Инсинуациите, подкрепени на рекла-казала, навистина не се корисни. Инаку и јас би можела да излезам и да кажам, ако пријателот на пријателот на еден ваш колега е денеска избеган во Будимпешта, дали тоа значи дека вашиот колега е виновен за неговото бегство? Никој паметен, никој разумен тоа не би го кажал. Ново рочиште за аферата Рекет ќе се одржи на 3 јануари. Тогаш во судницата ќе сведочи обвинителката Елизабета Јосифовска, заменичката на екс-шефицата на СЈО Катица Јанева.